Понеделник, 2 јуни, кратки вести во 12 часот. Во текот на јануари, февруари и март годинава во Охрид судбоносното да го кажале 31 двојка, а имало и 16 разводи, што го потврдува поразителниот факт за кој не се зборува многу за огромниот број разводи во државата веќе подолг период наназад. Статистиката е немилосрдна и ги вади на површина бројките, но не и причините за оваа, за жал, се почеста појава. Браковите се почесто завршуваат со развод, што секако директно влијае и на природниот прираст на населението, кој веќе со години е негативен. Експертите меѓу причините наведуваат избрзано стапување во брак, недостаток на комуникација, финансиски проблеми, семејно насилство, неизвршување на родителските и семејните обврски во однос на поделбата на обврските во домот помеѓу брачните другари. Сепак, разликите не мора секогаш да водат до кавги и развод. Многу парови ги надминале брачните кризи преку разбирање и взаемен компромис. Се подготвува уште еден прекрасен брод за наскоро да заплови по најубавото езеро. Станува збор за модерен пловен објект, инвестиција на компанија од Охрид, кој ќе биде реновиран и опремен по сите светски стандарди. Овој вид бродови е карактеристичен за нашето езеро и се очекува значително да ја надополни и подобри понудата во овој сегмент. Нашите Христијан Стојановски како младинец, Енис Алиу во сениори и Михаел Аврамовски во кадети, тројцата од боксерскиот клуб Алекс Огненовски од Охрид се државни прваци во своите категории на државното првенство во бокс. Надпреварите на 31-то поединечно државно првенство во категориите сениори, јуниори, младинци и кадети се одржа во Скопје. Во финалето требаше да се бори и охриѓанецот Наум Стојановски, но неговиот противник од боксерскиот клуб Куманово 84 се повлече од борбата. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува умерен до засилен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 25 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.